Во четврток Скопскиот апелацијски суд му одобрил да добие привремен пасош, во петокот заминал кон Грција. Викендов терал семејна прослава во Турција, а во понеделник претпладне прво ја поминал границата на преминот Богородица и заминал во кривичниот суд да се јави како дел од мерките за обезбедување во истрага. Ова тура по Балканот Асмир Јаховски е извел со помош на судски одлуки, брзо издавање на патна исправа и квалитетни автомобили. Од кривичниот суд ни одговорија дека во текот на мај, кривичниот судски совет на овој суд му ја отфрлил жалбата на Јаховски кој барал да му биде издадена времена патна исправа поради деловни потреби и патување во странство. Случајот бил префрлен по жалба во Скопскиот апелацијски суд. Надлежен за издавање мислења за жалби на осомничен е обвинителството. Кажале да поради матурата на синот. Имајќи предвид дека пред 2 месеца Олјо го услови предлогот на осомничениот за укинување на мерката притвор и нејзина замена со мерка гаранција во недвижен имот, со процената вредност од над 60 милиони денари, со дополнително депонирање на износ од 72 милиони денари на сметката на судот, како и фактот дека се уште се активни и останатите мерки на предпазливост, меѓу кои обврска повремено да се јавува на определено службено лице или надлежен државен орган. Обвинителството го прифати вториот предлог за издавање на времена патна исправа заради присуство на осомничениот на матура на својот син. А пасошите ги издава МВР. Од МВР ни одговорија дека за се стои одлука на апелациониот суд во Скопје. Имено, лицето извршило излез од државата со патна исправа со ограничен рок на важење издадена од МВР по претходно донесено решение КСЖ број 540/25 од 29.5.2025 на апелационен суд со кое се дава согласност на лицето АЈ да му се издаде патна исправа со ограничен рок на важење. Од Скопска апелација одговара дека тие не издаваат патни исправи и пасоши, туку тоа е обврска на други надлежни институции. Барањето на Јаховски било поднесено на 12 мај, а минатиот четврток на 29 апелација му дозволила да извади пасош со рок од важење од 6 месеци. При одлучувањето земене предвид предлогот на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција да се дозволи издавање на времена патна исправа, како и мислењето на вишото јавно обвинителство да се уважи жалбата на осомничениот и издаде времена патна исправа. И додека топката се префрла, собственикот на Путско Петрол е повторно во Скопје, каде е во улога на осомничен за перење пари во истрага за злоупотребите со набавки на мазут за ТЕЦ Неготино. Со истрагата се опфатени и собствениците на РКМ, притворените Радко Капушевски и Ержан Сулковски, како и избеганиот поранешен директор на СМ Васко Ковачевски. Истрагата е поради злоупотреби со набавките вредни над 160 милиони евра и е отворена во првата половина на март. Обвинителството чекаше во Скопје да бидат истовремено осомничените Капушевски, кој често престојал во Дубај, и Јаховски, кој често бил во Турција, за да ја стартува истата истрага. Јаховски, за да излезе од притвор, даде гаранција од 72 милиони денари, односно околу 1,17 милиони евра. Сума еднаква на онаа за која обвинителството тврди дека е перење пари.